Беа последните денови од ноември лани, кога вице-премиерот Изет Меджити излезе на пресконференција во владата во друштво на министри и заменик министри од Вреди. Како што кажа, со задоволство сакаше да информира дека владата ќе одвои 20 милиони евра за подземна гаража кај плоштадот Скендербек, близу старата Скопска чаршија. Овој повеќегодишен проект кој предвидува изградба на 371 нови паркинг места, распоредени на две подземни нивоа со вкупна површина од повеќе од 13.000 метри квадратни, ќе бидат обезбедени и адекватен број на паркинг места за лица со посебни потреби. Најавата беше интересна од две причини. Првенствено затоа што старата Скопска чаршија има голем проблем со паркирање, а потоа и цената. Според најавата на Меджити, ако за 371 нови паркинг места се потрошат 20 милиони евра, тоа значи дека едно паркинг место ќе чини околу 53.900 евра. Или, за оние што така им е полесно, ако се знае дека површината на градбата е 13.000 квадратни метри, тоа значи дека еден квадрат кај Скендербек ќе чини 1540 евра. Уште во декември се обративме до сите вклучени страни. Сакавме да го видиме проектот. Од Министерството за транспорт, каде се парите за тендерот, не препратија во општина Чаир. Таму пак ни ги отворија вратите за да ни ја покажат документацијата. Секретарот на општина Чаир, Фарук Невзади, ни објасни дека е предвидено да остане сегашната улица која се поврзува со булеварот Гоце Делчев. Hyrja është prej të semaforat që është e Mavrovka, Bulevari Goce Delçev. Më thonë, kthesa e parë në ngjallë, të rrugë ekzistuese është ajo, edhe më thonë, hyrja për parkingun në toksor është prej kësaj pjese. Këtu vazhdon hyjmi të parkingu të Mavrovka, edhe këtu është e parapo me hyrja për fazën e tretë sheshit faktikisht. За оние што нема да сакаат да влезат во новиот подземен паркинг или во паркингот под Мавровка, ќе се направи кружен тек на крајот на улицата за да може лесно да се вратат кон булеварот, или пак, ако се локални жители, да паркираат во зградите или куќите. Но кружниот тек ќе служи и за да го прими сообраќајот од излезот на гаражата. Edhe vazhdon do të thotën këtu krijohet një rrethotullim. Kthem gjatë këtu është faktikisht dalja e objektit. Këtu është hyrja, këtu është dalja nga parkingu në toksor, edhe faktikisht hyn në rrethotullim edhe del. Тоа ќе се гледа над земја, а под земја паркингот ќе се простира на две нивоа. Дел под сегашниот надземен паркинг до плоштадот Скендербек, дел под улицата и сегашните паркинзи. Или, ако просторот што ќе се уредува сега изгледа вака, идејата е да го добие овој лик. На местото на сегашниот надземен паркинг предвиден е плочник со фонтана и зеленило. Застаклениот објект на сликата еден од излезите за патници од паркингот. На десната страна, каде што сега има паркинг, првично наменет за жителите на зградите и зеленило. Повеќе нема да има место за автомобили. Просторот е пополнет со поплочени површини, урбана опрема и зеленило. И уште еден излез за патници од подземниот паркинг. Дали е потребен паркингот, луѓето што гравитираат во овој дел од градот немаат дилема. Па како не фали, видите како е градов. Дури да е 20 милиони евра изградбата? За 20 милиони има институции што може да проверат дали е 20 милиони. Со математиките не знам баш до кај ќе излезам. Треба паркинг. Мада има еден таму, ама не изловува чаршија голема, има фреквенции големи. Чаршијата нема, само два паркинга, еден е горе кај Рубин Карми и други да овој. Би требало да има. Знаете дека се планира подземен? Да, знам дека нешто такво, ама како ќе се изведе тоа воопшто не ми е јасно, пошто просторот е мал. Така, знаете дека планираат изградба на подземни гаражи? Треба да се направи. Дури и по цена да кошта проектот 20 милиони евра? 20 милиони евра? Па сега зависи како ќе биде паркингот, ако е голем и 20 е малце. Колку коли ќе собере се? 1000, 2000 коли, 3000 коли. Катна гаража ќе биде, подземен паркинг, колку нивоа ќе биде, пристапот до таму ќе смета. Многу фактори се игра. Не би било лошо. Сметате дека нема доволно место? Или има? Има. Сепак е туристичка зона, не? Така е, да. Има. Ама
народот навикнат било кај ќе најде да се паркира. Но помина декември, дојде нова година, а помина и јануари. Не е распишан ниту тендер, а вице-премиерот Меджити уште во ноември ветуваше. Besøkje procedura për tenderim do hapet së shpejti dhe fillim vitit 2025 do fillojnë edhe punimet për ndërtimin. Зошто не е распишан тендер? Зошто не се гради? Одговорот, прво се обидовме да го добиеме од човекот што го најави проектот, вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити. Тој не препрати во Министерството за транспорт и во општината Чаир. Од Чаир и покрај неколку обиди не успеавме да добиеме изјава од градоначалникот. Што ги кочи работите? Во Министерството за транспорт пак став побаравме и лично од заменик министерката која од редовите навреди и преку службата за односи со јавност. Не добивме одговор на ниту едно прашање. Единствената официјална потврда до која можевме независно да дојдеме е на Бирото за јавни набавки. Паркингот кај Скендербек е влезен во годишниот план за јавни набавки на Министерството за транспорт. Тендерот, пишува таму, е планиран за февруари. Зошто тогаш никој не сака да даде конкретен став кога ќе биде распишан, кој ќе го распише, кога ќе почне да се гради? Избегнувањето да се даде јасен став со рокови вообичаено значи дека во позадина некои работи не се до крај јасни, иако зборот е веќе даден. Ќе обезбедиме транспарентност и отчетност во сите фази на реализација со цел да ги оправдаме довербата и очекувањата на граѓаните. Ова влада е посветена на решавање на проблемите на граѓаните.